4 години ни трага ни глас од нов клинички, 4 години само скандали и никаква реформа во здравството, ама еве повторно најкорумпираната власт во Европа пак се фати за клинички центар, чинам по 5 пат. Јасно е, сега сама пред избори почна да ја подготвува криминалната градба на клиничкиот центар вон Скопје, отаде Ѓорче Петров. Заев и Филипче, наместо да го изградат клиничкиот центар, за кој што беше завршена постапката од претходната власт на ВМРО ДПМН и државата досега да имаше клинички, одат со нов проект на друга локација, надвор од градот, без инфраструктурна поврзаност, но и неколкукратно поскап проект. Сега сама прибегнаа кон гласење на закон со кој не се утврдува рамка и од сегашниве најавени половина милиарда евра, проектот може да стигне и до цела милиарда евра. А при тоа нема ниту основа, нема ниту откупено земјиште, нема ниту инфраструктура, нема ништо. Владава, хибридниот режим, најавува дека прво ќе одзема земјиште, а потоа ќе се договара со неговите собственици. Уште пострашно, нема ниту една буква за одржување на објектот доколку се изгради. За споредба, тој објект може да заврши како езерото Треска, запуштено и напуштено навек. Сршта на криминогеноста на оваа постапка е тоа што СДСМ со законот ја трга конкурентноста како услов за избор на понудувач, па се отвара можност некои од хибридниот режим да најдат двајца понудувачи со кои што однапред ќе се договори цена. СДСМ буквално си остава простор за договарање и пумпање на цени за материјали и за работна рака, за изведување. Зоран Заев и Венко Филипче немаат интерес да го изградат клиничкиот, затоа што ако тоа им беше во интерес, ќе го направеа оној кој што ВМРО ДПМН им го остави како подготвена документација и тие да немаат интерес за криминал. Уште повеќе, интересно е да се размисли што се планира со местото на атрактивната локација на постоечкиот клинички во центарот на Скопје, под падините на Водно. Ке се оставили и тој простор на урбаната мафија, ке се оставили да го проголтаат земјиштето во центарот на Скопје. Овој хибриден режим покажа дека ниту го интересира здравјето на граѓаните, ниту ги интересира секторот здравство, освен како неисцрпна каса за нови и нови корупцијски скандали. Како што реков, овој режим се навраќа на клинички само и само во предизборие. Штом сега зборат за клинички, доаѓаат избори. Така и сега, како што зборат за клинички, ќе мислат на криминал и на корупција, ама по изборите ќе нема заробено судство во скутот на Заев и ќе има одговорност за секој потрошен денар.